Господине Славевски, последниот случај со нетранспарентност е околу јавната набавка на украсувањето на Скопје, кое не може да се нарече воопшто украсување, но подоцна за тоа. Сепак нема информации за јавните набавки околу украсувањето за Нова година. Имате ли објаснување зошто? Видите, ние не разбравме, односно јас не разбрав како беше состојбата минатата година, нешто слично се поставува такви прашања. Сега единствено што како советници, јас како председател на совет сме информирани, беше по прозивките дека се доцни со колку толку создавање на предновогодишна атмосфера во главниот град на Република Македонија. Градоначалникот Арсовска некаде околу 12, мислам, овој месец кажа дека до 15 ќе има нешто, ќе биде украсен Скопје. И има, не е без ништо што би се рекло, сега прашање нели на вкусовите. Најверојатно градоначалникот Арсовска одлучила да се промовира на меѓународен план, тоа интензивно го прави последниот период и ова е второстепено прашање, но за граѓаните испаѓа во овие не толку, да речам, светли времиња дека сакат малку повеќе светлина. Значи, немаме никаква информација околу тоа дали е спроведена јавна набавка, дали е трошокот на товар на град Скопје, дали е некоја, како да кажам, донација, макар што и за донација треба одлука да биде донесена на совет на град Скопје. Ние како совет немаме никаква информација. Знаете дека Сакавме да побараме пред неколку дена минатна недела кога имавме седница. Добро. Меѓу другите прашања имавме седница на совет на град Скопје посветена на советнички прашања, но повторно седницата заврши со неуспех затоа што градоначалникот Арсовска не беше присутна. Најверојатно ќе беше поставено и такво прашање, како што прашувате и вие. Да, писмено може да и се обратите. Да, може секој советник и во рок од 30 дена треба според статутот, според закон да се доби одговор, макар што од оно што го слушам од советници кои што имаат поставено прашање на таков начин не се добиваат одговори или не се добиваат на време одговори. Да. Добро, на страницата на град Скопје нема информација за ваква јавна набавка, има за некои други, но никаква информација нема за осветлувањето, за украсувањето. Да, добро сте забележале и сега прашање е, нели, како што спомнав претходно, најверојатно и медиумите, и ние во Советот на град Скопје, и граѓаните, ќе сакат да дознаат на кого треба да бидат благодарни за украсувањето на градот Скопје во вакви околности. Да не испадне како со новогодишната, да речем, забава минатата година, дека некој како приватна журка ја направил. Работата што нема, како што сте забележале, информација официјална, зашто е неопходно да се информира јавноста, може работите да додат и во таа насока. Ќе видиме. Околу транспарентноста, инаку и ова околу осветлувањето, украсувањето, подоцна ќе говориме, но ме интересира, вие сте ја виделе страницата на град Скопје. Може да забележите дека, иако има информации за буџет, не е тој детален буџет. Воопшто не може да се разбере што навистина е потрошено, не може само празни буџетски ставки, празни се за тоа што детално нема информација. Да, тоа е, да речем, практика на која што реагираат и советниците, кога имаме предлог за донесување на буџет, како што е сега состојбата, ние на 11 овој месец не беше доставен од страна на градоначалникот предлог за буџетот и денес ќе закажеме седница за последна недела, за 27-ми,
ќе имаме седница посветена исклучиво на буџетот и програмите што произлегуваат од него. Велам, има некои објаснување дека наводно со некоја нова методологија пропишана од Министерството за финансии се оди на поагрегирани ставки, а советниците бараат враќање на една претходна практика каде што можело да се види за што се предвидени и за што се трошат парите, а тоа како што гледам ги интересира и медиумите и граѓаните. Тоа се пари на граѓаните. Тоа дури да речам ги и оневозможува советниците, знаете, не се сите експерти за буџети, за цифри, тие доаѓаат од различни професии, ги оневозможува во следењето и на трошењето на средствата и во, да речем, поддршката, гласањето за предлог за буџет, кога нема подетално по програми, по ставки предвидено или декларирано за што се наменети средствата. Имате ли барање од граѓаните за транспарентност околу буџетот? Граѓаните се обраќаат со, како да кажам, многу за нив поважни проблеми. Можам да кажам дека немало некои вака посериозни барања, но има барања од советниците, а советниците се представници на граѓаните. Граѓаните најверојатно се обраќаат до одредени членови на совет, тоа што ги пренесуваат нивните пораки. Да, но ево тоа е методологија пропишана од Министерството за финансии. Тој е одговорот. И ние не можеме да одиме понатаму, се приспособуваме на она што се нуди. Околу ви можете да побарате, се разбира, и по транспарентна работа генерално на град Скопје, но дали ќе биде одлучено, тоа дали зависи од градоначалничката Данила Арсовска? Видете, јас не сакам да го допирам тоа прашање. Мислам дека е, и нема да образлагам, само ќе го кажам, мислам дека е дојдено време да се преиспита поставеноста на локалната самоуправа во Република Македонија. Има различни модели низ светот. Знаете, во низа земји, во например Соединените американски држави како голема земја, Малта како мала земја, Советот во Советот членува и самиот градоначалник. Значи нема поделба Совет, администрација, градоначалник. Ние како Совет сме ставени во незавидна ситуација, особено во вакви околности, кога е прекината комуникацијата, врската, Советот нема надлежност над администрацијата. И сега доколку одлика на работењето на градоначалник, не мислам само на конкретниот, има и други проблеми во Република Македонија и во други општини, велам, кога одлика е нетранспарентноста, во тој случај градската администрација која што е во целосна надлежност на градоначалникот, тој може да унапредува, може да казнува, може да прераспоредува, е, да речем, подредена на волјата на градоначалникот. Што сакам со ова да кажам? Ево сега јас, например, во една пауза од разговорот или пред разговорот, по разговорот, да сакам да поберам информација за некои од прашањата што ги поставувате, нема да ја добијам, да се јавам кај некој раководител на сектор, затоа што ќе треба да побараат дозвола за тоа од секретарот или од градоначалникот и во принцип мислам дека нема да ја добијат. Останува нели писмена комуникација, па знаете ќе добиете дека ќе одговорат во рок од 30 дена. Така што и во такви околности сепак Советот на град Скопје се трудиме, функционира, сите седници се завршени околу 40-тина. Мислам, не може да се каже дека некоја работа застанала заради тоа што има проблем во функционирањето на Советот. Да, но сепак може да се... Вие, низ годините, говорите постојано дека практично и вие, и советниците сте формална, протоколарна фигура, ако сте немоćни да добиете некои елементарни прашања. Не, тоа е блокада. Тоа е блокада, тоа е, како да кажам, дури злоупотреба на службената положба, за која што ние сме се обраќали до инспекторат за локална самоуправа. Не би се согласил дека Советот е чисто протоколарен, затоа што одлуките ги носи Советот на предлог на градоначалник или иницијативи на... Но немате информации, говорите постојано за тоа. Да, иницијативи од страна на
иницијативи од страна на советниците или на граѓани. Но внимајте, ако не е во интерес на градоначалник или службите на град Скопје нешто, некоја одлука да се донесе навремено и така натаму и во услови на недоволни информации. И блокади Или ако станува збор за работа или проблем на некој од јавните предпријатија и директорот, раководството е назначено од градоначалник, ако не дава информации, тоа е на нивна штета. Советниците се суверени во гласањето по одредени акти, одлуки, па ни се случува некои такви предлози по 4-5 пати да се поставуваат истите текстови на седница, што секако не е во интерес на градот, а во крајен случај на граѓаните на град Скопје. Максимални напори вложуваме јас лично да функционира советот, нели, да се носат одлуки. Јас бев свесен уште, да речем, и пред изборите 2021 година, со оглед на фрагментираноста на политичката сцена, посебно во главниот град во Република Македонија, каде што ретко кога некоја партија, некоја коалиција може да обезбеди мнозинство, па онака мазно да функционира, дека ќе работиме преку компромиси, секогаш ќе биде идеја водилка интересот на граѓаните и дека советот не само што треба да биде поддршка на градоначалникот на администрацијата, туку да биде и нивна контрола. И мислам дека донекаде успеваме и покрај, да речем, отежнатите околности за работа во остварувањето на тие две цели. И поддршка и контрола. Но постојано говорите за алармирате за дека имате блокади. Да, но таков е, како да кажам, таква е законската поставеност. Знаете, има случај, скоро имаше случај во Естонија, каде што Советот изгласа недоверба на градоначалникот, значи таква можност таму постои, затоа што градоначалникот не овозможил соодветна комуникација меѓу администрацијата и Советот на градот Нирва, се работи за еден град во Естонија, но тоа што го спомнав, реков, овај широка тема е не треба да наблегувам, мислам дека од досегашната практика на одвивањето на локалната самоуправа веќе се созредени работите за некои порадикални промени. Ќе инициирате вакви промени? Па, мислам дека сега во ова предизборие можеби не, други се прашањата кои што се од интерес, нали, за граѓаните. Ние ќе работиме на решавање на нивните проблеми на локално ниво, без разлика на престојните парламентарни и председателски избори, но најверојатно новата власт ќе треба да биде запозната преку заедницата на единици на локална самоуправа со постојните проблеми, затоа што имате, не сакам да спомнувам, во Североисточна Македонија е една општина каде што градоначалникот и председателот на совет и мнозинството во советот се од иста политичка партија, од сегашната власт, нели, од партиите, а и тие немаат никаква комуникација. Разбрав дека постојано си праќаат представки до инспекторат за локална самоуправа. Во Битола ја имаме истата ситуација каде што, она што реков, фрагментираност на политичката сцена, немајте, настапувате со коалиции кои што некојаш се кршливи, може да во текот на работењето да се раскинат некој што има мнозинство, да го изгуби тоа мнозинство, но велам од искуство, знаејќи од тоа, јас ова го потенцирав и во текот на изборната кампања од 2021 година за локалните избори, дека во Советот на град Скопје советниците ќе прават мнозинство по прашања кои што ценат дека се од интерес за граѓаните. И така и се случува сега. Ние поголем број одлуки носиме за оние кои што се гласа без разлика на политичката провиненција на советниците од која што доаѓаат. А онаму има низа случаи каде што, како што реков, например, тако беше случајот со субвенционирањето на јавното сообраќајно предпријатие, па прашањето околу БРТ, транспортот, барањето на градоначалничката Арсовска за задолжување од 10 милиони евра за набавка на автобуси, кога немате јасна представа во која насока се планира да се одвиваат работите, кога од една страна ветувате бесплатен јавен превоз, имате предпријатие кое што е како да кажам вреќа без дно на кое што му се потребни инјекции финансиски од градот Скопје по неколку пати во годината во милионски суми, во тој случај советниците не можат да бидат во состојба, ги немаат сите информации да донесат
одлука која што одлуки. биде во насока Да. на поддршка на оно што го предлага градоначалникот. И сега пак за пред Нова година е оваа емисија, кога сте тажни, сетате се на Илката во Скопје, така пишуваат регионалните медиуми. Па добро, некој ја парафразирал познатата химна, што би се рекол, од нашите соседи, од времето на пранешна Југославија, нели, една од најубавите песни и така натаму, кај што посветена на Македонија, нели, на познатиот Дадо Топич, во една, како да кажам сега, не толку ласкава, не толку ласкав контекст за забелешките кои што се упатуваат на ова што беа очекувањата или биле очекувањата, а луѓето прават споредби не само со некои од околните центри на другите држави, туку прават споредби на помали места во Република Македонија, каде што предногодишната атмосфера е присутна од порано, што почетокот на декември, со една попристојна украсеност на јавните површини, за разлика од оно што се случува во овој главниот град. Секако не ни оди во прилог. Медиумите во соседството да пишуваат за такви теми. Како Скопје 2014 што се подбива дека сме Лас Вегас. Вегас. Имаше и такви. И светските медиуми. Имаше и такви написи. И чија идеја е Илката? Немате Не ни тоа. можеме, па зборувавме во првиот дел од разговорот дека не знаеме, нели? Ништо не знаете. Немаме никаква информација. Ништо. Не. Апсолутно. Добро, јас ви благодарам за овој разговор. И јас ви благодарам. Транспарентноста и отчетноста во работата на колективите, како на национално, така и на локално ниво, се темелот на демократијата. Муриел Фабрек, професорка по наука за управување на Универзитетот Парис Пантеон Асас, подсетува на дефиницијата на зборот транспарентност, кој за Библијата на францускиот јазик, речникот Роберт, е особина што ја открива целата реалност и таа се поврзува со чистотата. Il y avait Jean-Jacques Rousseau qui disait qu'il voulait que son âme soit transparente. Donc il y a une dimension, un renvoi à l'intérieur. La transparence, ça évoque quelque chose d'intérieur. Quand on l'évoque dans la vie publique, où j'ai vu que c'était avec l'impartialité, la vertu de l'impartialité qu'on trouve dans la déontologie de la fonction publique. Et donc servir avec impartialité, servir de manière transparente, ça s'oppose aux conflits d'intérêts qui sont associés plutôt à du trouble, de l'opacité. Au départ, on visualisait plutôt une transparence affectée à des objets, à quelque chose de fixe. Et quand on l'associe avec des comportements, comme la vie publique, il faut la voir maintenant en mouvement. Давид Дупре, раководител на одделот за јавниот живот во Transparency International Франција, додава дека очигледно кога се работи во организацијата со такво име, дека си го поставуваат прашањето за транспарентноста, што всушност е и нивниот идентитет. C'est intéressant que vous parliez de pureté parce qu'en effet, c'est un mot très fort. Il y a une très bonne thèse de droit public sur la transparence. Il dit que c'est un concept image et que l'image est tellement forte que parfois elle empêche même de réfléchir ou elle mobilise des émotions, etc. Parce que vous disiez tout à l'heure la pureté, et en effet, c'est à ça que ça renvoie, puisque la transparence, c'est voir tout le temps, de manière complètement accessible. Et alors, on a été amené à réfléchir à ça parce que, évidemment, ça ne peut pas être un idéal, ça ne peut pas être une utopie. On n'arrive pas ni d'une société transparente, ni d'une politique transparente. On veut qu'elle soit claire. On pourrait s'appeler Clarity International peut-être, mais on a fait un choix différent. Mais voilà, c'est pas une utopie, et si c'était une utopie, elle pourrait être inquiétante, parce que la pureté, c'est certes une très grande qualité, mais dans la vie publique ou dans la vie sociale, la pureté, ça peut surtout inquiéter, ça peut raisonnablement inquiéter. Et donc, nous, on prend la transparence comme un principe
alors qui s'applique à deux choses. La transparence de l'action publique, c'est des choses assez établies, on regarde des processus, des prises de décision, et en démocratie, il n'y a quasiment pas de sujet. Alors évidemment que les acteurs publics ont le droit de réfléchir, ont le droit de ne pas tout rendre public tout le temps en temps réel. Ce n'est pas comme ça qu'on prend des décisions publiques, mais c'est vrai qu'il y a une deuxième exigence qui a surgi, au-delà de cette transparence qui n'est jamais qu'une extension du principe de publicité, c'est-à-dire que l'État appartient au public, donc il doit des comptes au public et il doit rendre des comptes. Et la transparence répond à autre chose. Nous, le principe de transparence, il répond à une exigence qui est plus tournée vers les acteurs. C'est-à-dire que plus que les processus, désormais, on s'intéresse aux acteurs, à la manière dont ils prennent les décisions et à ce qui peut les motiver, et notamment à leur rapport à l'impartialité, à l'intérêt général, à l'indépendance. Et pour ça, on a le principe de transparence. Alors si on se place vraiment au niveau juridique, le principe de transparence, finalement, c'est contrôler parfois ce que vous êtes, autant que ce que vous faites. On s'intéresse à ce que vous faites quand vous êtes un décideur public, mais on s'intéresse à ce que vous êtes, parce qu'on s'interroge sur vos conditions d'impartialité. Всушност тоа е надворешна контрола од граѓаните, покрив натрешната контрола од администрацијата. Така, според Transparency International, Македонија во 2022 година се најде на 40-тото место од вкупно 180 за перцепцијата на корупцијата. Колку отчетноста и транспарентноста е помала, па дури за поставување на обична новогодишна елка на еден плоштад, толку и сумневањата на граѓаните се поголеми, а со сумневањата доаѓа и недовербата кон тие што донесуваат одлуки. Марија Ристевска, основач и извршен директор на Центарот за истражување и креирање политики, која сретнавме на Светскиот форум за демократијата во Страсбург, каде беше панелист, ја запрашавме за тоа колку македонските граѓани се интересираат за начинот на кој се трошат нивните пари, односно буџетските пари. Се интересира. Ние само во последната година имаме како мрежа создадено 60 извештаи кои што ги следат јавните пари. Ако ги ја погледнете нашата веб страница, ќе забележите дека сме ги држале под мониторинг, да речеме општина Велес, за тоа како ги трошат парите за субвенции за енергетска ефикасност. Како општина Кучани ги троши парите за поттикнување на велосипедизмот во општината. Како општина Гевгелија ги троши парите за јавното осветлување и така натаму. И ќе забележите дека нема буџетска ставка која што не е родово одговорна и дека ако ја гледаме низ женски леки, ќе забележиме дека нерамномерно ги трошиме парите за потребите на мажите и жените. Дали во Македонија нашите локални заедници се повеќе соработуваат кога се бараат податоци, каде се потрошени парите, отчетноста, дали лесно се доаѓа до тие податоци? Односно, успеавме да се избориме заедно со мрежата за одговорно буџетирање, да се донесе нов органски закон за буџети, кој што ги вклучува принципите на родово одговорно буџетирање, но ќе биде применлив од 2025 година. И тој вклучува да министерот за финансии, кога се обраќа на парламентот при неговото експозе и представувањето на буџетскиот документ, да воведе во својот говор и дел кој што се однесува на родово одговорното буџетирање, односно да каже како овој предлог буџет ќе влие на родовата еднаквост во земјата. Потоа дека ќе треба Министерството за финансии да развие така наречен граѓански буџет и на еден неадминистративен и технички јазик им објасни на граѓаните што ќе се финансира со новиот буџет, кои ќе бидат придобивките за граѓаните на земјата и нормално како ќе влие на унапредување на родовата еднаквост, што кој ќе добие, а кој ќе изгуби со новиот буџетски документ. И конечно, дека Министерството за финансии не го прифати амандманот, дека треба да се објави и извештај на крајот од имплементацијата на буџетот, но тоа е нешто за што ние како мрежа се залагаме и ќе продолжиме да се залагаме и да лобираме, а тоа е да се објавува не само завршна сметка на буџетот, туку и извештај за родово одговорно буџетирање, за да видиме какво е влијанието врз статусот на жените и девојчињата во Македонија, имплементацијата на буџетските средства.
Значи, транспарентноста во трошењето на буџетските пари може да се пременува во сите области, бидејќи буџетот на државата се носи со закон, барем овде во Франција и во Европската Унија. Être citoyen dans un pays, ça implique d'avoir des droits, évidemment, mais d'avoir également des devoirs. Et l'un de ces premiers devoirs, c'est le devoir du respect des lois. Et il est évident qu'à partir du moment où on ne respecte pas une loi, il doit y avoir une sanction. Et cette sanction, elle est imposée par la justice. Donc, la condition essentielle, c'est que la justice fonctionne. Et ça, c'est quelque chose de très important. En France, je ne dis pas que nous sommes exemplaires, il n'y a aucun pays qui est exemplaire, aucun pays qui est parfait, mais en tout cas, nous avons cette culture de la lutte contre l'impunité, quelle que soit la personne ou les personnes qui sont concernées, et il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas d'excuse. Lorsque on ne respecte pas la loi, il doit y avoir une sanction. Ова е сигурно и добар пример за нас.